Дали можело ова да се предвиди? Дали овие личности со вакви психолошки пореметувања може да се забележат и да се спречи, односно да се предвиди дека тој човек нешто подготвува? Знаете како, масовниот убиец во суштина е ментално нестабилна личност која што има психопатски или социопатски тенденции, така што тоа може да се примети, да, но многу често сведоци сме на коментари од блиските луѓе и нивната изненаденост. Нели коментари од типот па тој беше мирен човек. Ништо не покажуваше дека ќе се случи тако, дека ќе направи таков злочин или дека ќе се случи таков настан. Така што, како што споменав и претходно, таа обседнатост со принудни мисли може да дојде во моментот и да толку биде неподнослива да мора да го изврши злочинот во моментот без другите да приметат нешто дека се случува со таа личност. Но кога зборуваме за масовните убици, има некои особини кои што се карактеристични за сите нив и би сакала да ги споменам. Па преку тоа може да се види дека тие особености кои што ги имаат овие личности се може да се предпостави, нели, нивното однесување. Овие луѓе кои што се спремни на убиство се карактеристични по некои, нели, имаат заеднички особини, како на пример полот. Најчесто се припадници на машки пол, најчесто се нели од дисфункционални семејства. Оно што е интересно е дека најчесто овие личности кои што се подоцна убици во животот се оставени од таткото и дека имаат доминантна мајка. Исто така е карактеристично тоа што тие се тешко адаптибилни, значи имаат проблем со адаптацијата, тоа ги отсликува сите нив, со адаптација, па дури рана адаптација на социјална средина. Многу често се тие асоцијални типови на личност и многу често покажуваат агресија, како што е случај и со последниот.